Во ова издание на Newsflash ке гледате како измина и кои политички настани одбележа 2021 година американската политика. Кина и Русија со заедничка соработка во полето на технологијата наспроти нивните ривали Европа и САД. Какви импликации може да има тоа врз глобалната безбедност? Останете со нас и ќе дознаете. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Јован Чономуски. Загрижени дека новиот бран на COVID-19 би можел да го преполови медицинскиот персонал во САД, федералните власти ги олабавија правилата кои ги повикуваат здравствените работници да се изолираат 10 дена, доколку се тестираат позитивни. На тие работници сега ќе им биде дозволено да се вратат на работа по 7 дена доколку тестот е негативен и немаат симптоми. Времето на изолација може да се намали на 5 дена, па дури и помалку ако има сериозен недостиг на персонал. А од останатите вести. Резултатите од изборите во 2020 година навестија нова ера на владењето во Вашингтон. Катрин Гипсон има повеќе како американската политика годинава доживеа промени. Откако поранешниот председател Доналд Трамп инсистираше, без да понуди докази, дека изборите се лажирани, 19 сојузни држави усвоја 33 закони со нови ограничувања за гласањето. Во јули, Американскиот врховен суд се изјасни во корист на пошироки овластувања за сојузните држави во однос на пребројување на гласовите. Од тука, повеќе држави се подготвуваат за рестриктивни закони како одговор на изборите 2020-та. Во изборниот циклус во 2020 година во САД регистрировме највисока излезност на гласачите во повеќе од 100 години. Милиони гласачи гласаа преку пошта, што беше опција и која ја искористија поради пандемијата. Но исто така видовме дека како резултат на гласањето во 2020 имаше зголемување на ограничувањата за гласачите и негативни реакции низ САД. Сенатските демократи не успеа да усвојат закони со кои ќе се справат со тие ограничувања, иако администрацијата на Бајден најави дека ќе продолжи политичката битка. Се работи за право на американските граѓани да гласаат непречено. Се работи за пристап до гласањето и никој не дебатира дали сите американци имаат право да гласаат. Прашањето е пристапот до гласачкиот процес. Но со оглед на тесното мнозинство, демократите немаат шанса да обезбедат 10 гласови од републиканците, неопходни за усвојување на легислативата во Сенатот. Републиканците се залагаат за поригорозна идентификација на гласачите и поголеми безбедносни мерки на гласачките места. Овие мерки се дизајнирани за одржување на редот и обезбедување на изборите, а тоа ќе биде доверба во резултатите. Конзервативните аналитичари велат дека изборите не треба да се контролираат од Вашингтон. Секоја држава е одговорна за одржување на изборниот процес. Законот што го туркаат демократите во Конгресот треба да води до федерално преземање на контролата врз националните избори. Законот има цел да ги отстрани сите безбедносни протоколи на сојузните држави кои ги имаат воведено за заштита на интегритетот на изборниот процес. Демократите возвраќаат дека реформите за гласачките права ќе го модернизираат американскиот изборен систем и ќе овозможат на федералната влада да ги заштити гласачките права на малцинствата. Ако направите анкета ширум нацијата, републиканци, демократи, независни, сите сакаат укинување на можноста за прекројување на општинските граници за политички цели. Сите сакаат потврсти мерки против нечистите пари, кои им овозможуваат на милиардерите и корпорациите да ги купат изборите. Лидерите за граѓански права предводеа марш со илјадници во главниот град во август со барање на реформи, а во ноември демократите уште еднаш не успеа да обезбедат доволно гласови за усвојување на легислативата. Кина и Русија почнаа соработка на полето на технологијата како ривалство на американскиот и европскиот сателитски навигацијски систем. Дали и како сето тоа може да се одрази врз глобалната безбедност? Хенри Риджвел има повеќе. На почетокот на годината Кина се согласи на нејзина територија да биде стациониран рускиот систем за позиционирање ГЛОНАСС. Ваквите станици се клучни за глобално позиционирање. За возврат, Русија се согласи на нејзина територија да биде стациониран кинескиот систем Бејдоу. Ваквите станици се ранливи на хакери и реципрочно договарање индицира големо ниво на доверба и соработка меѓу Москва и Пекинг, изјави аналитичарот Александер Габуев.
Russia's schism with the West. Рускиот судар со Западот и продлабочување на конфронтацијата и конкуренцијата меѓу Кина и САД како две суперсили дефинитивно преформулирање на односите меѓу Москва и Пекинг. Постои економска комплементарност каде Русија има мноштво од природни ресурси, а Кина има капитал и технологија за да ги развива тие ресурси и конечно двете држави се авторитарни. Сателитите се уште една компонента во глобалната навигација. Кинескиот систем BeiDou користи 35 сателити кои на корисниците им нудат локација на земјата со прецизност од околу 10 метри, понекогаш и поголема прецизност за армиски корисници. ГЛОНАСС има помалку сателити во орбитата. Ќе биде потребно време да се почувствуваат резултатите од глобалната соработка. So far, we have yet to... За сега допрва треба да видиме важни резултати затоа што Русија се уште на големо се подпира на ГЛОНАСС, но и на GPS и нема голема поврзаност со проектите BeiDou. Сателитите се важна компонента за армиската моќ во 21 век. Минатиот месец Русија тестираше проектил врз еден од незините сателити. САД објавија дека тоа резултирало со исфрлање отпад во Вселената, што е закана по астронаутите во меѓународната вселенска станица. What's most troubling about that? Загрижувачки е што создава опасност за меѓународната заедница, ја подкопува стратешката стабилност. Русија, Кина и САД се меѓу неколкуте нации кои ги развиваат хиперсоничните проектили кои патуваат во горниот дел од атмосферата со 5 пати поголема брзина од звукот. Москва обвини дека САД не се вклучиле во заедничкиот руско-кинески вселенски договор. Соединените Штати призиваат... Многу години ја игнорира иницијативата од Русија и Кина за подготвување на спогодбата за спречување на трка за вооружување на Вселената. Едноставно ја игнорира, а наместо тоа инсистира за развивање некои универзални правила. Но има ограничување во руско-кинеската соработка, вели Габуев. Both Russia and China are religious. И Русија и Кина инсистираат на стратешка автономност. Постои длабоко вкоренат национализам, одреден степен на недоверба, како и видови на конкуренција за одредени полиња, како што се вселенските програми. Русија има поблиска соработка со Индија отколку со Кина, при што развива заеднички систем за проектили Брахмос. Russia felt secure enough to develop BrahMos. Русија се чувствува безбедна да го развива системот за проектили BrahMos заедно со индиските колеги. Армиската соработка меѓу Русија и Кина се продлабочува и дефинитивно предизвикува значителен предизвик со Западот, затоа што ја овозможува на кинеската народна армија да се намести како глобална армиска суперсила во 21 век. Индија исто така нарача руски противвоздушен ракетен систем од типот C-300 во обид да се справи со подемот на кинеската армија, што е индикатор за комплексноста на стратешките односи во новиот светски поредок кој се менува. Иако поскромно украсени од минатите години поради енергетската криза, двата најголеми туристички центри Охрид и Струга светнаа во новогодишно руво. Мики Трајковски ни ја пренесува новогодишната атмосфера од таму. Прекрасно. И тоа беше се за денес. За оние кои го слават католичкиот Божик, Гласот на Америка им посакува среќни празници, а за останатите имајте уште еден прекрасен викенд. Пријатно до понеделник.